Денес имаме прилика да лансираме нов бренд на Mac Progress, нов член на семейството Mac Progress. Брендът се вика Фантазия и представува мешавина и смеши за колачи и кекси во домашни услови. Овде ја користиме цялата технологија на Винчини, развиена дополнително во последните 2 години. Инвестицијата чини 650.000 евра и очекуваме тие производи многу да се прошират во регионов и извозно во светот. Исто така на настанов кој го спроведуваме денес, правиме и промоција на новата освежена Донија. Знаете дека компанијата ја преземавме минатиот септември и денес представуваме не само редизајнирање или реформулирање, туку целосно релансирање на брендот Донија со нов квалитет, со нов дизајн, со обновени брендови и со целосно природни состојки. Mac Progress моментално во Виница вработува 640 вработени и компанијата Донија Прилеп вработува 140 вработени, че вкупно имаме 780 вработени. Извезуваме во 55 држави широм светот. Че компанијата е извозно ориентирана и присутни сме на сите саеми. Очекуваме сега во јуни да бидеме во Њујорк, да представиме таму производите и во октомври во Париз на Сиел во Париз. Сме присутни на земјите од Магреб, од Северна Африка и од Блискиот исток. Исто така имаме и присутност на Далечниот исток и преку океанските земји. И тоа наши главни пазари се Централна и Југоисточна Европа и сега последните години и западноевропските пазари. Ние вчера, знаете дека во Стопанската комора на Македонија имавме последни консултации пред влегувањето во владина и собраниска процедура на програмата за развој и на законот за финансирање на инвестициите. Ево денеска сме на терен да провериме како тоа ќе биде прифатено. Ова е посебно значаен момент за мене кога ќе доаѓам во оваа компанија, затоа што мојот мандат во комората поминал и со растот на оваа компанија, која што континуирано го испорачува и стигна до цифра од 54 земји во светот во кои што извезува. Другата работа е што господинот Григор Цветанов, еден од нашите најуспешни млади предузимачи, е и председател на нашиот клуб по Стопанската комора за извоз, кој што го формиравме и во кој што полагаме големи надежи, затоа што ќе се обидеме да отвориме нови пазари на Блискиот исток и во земјите од бившиот Советски сојуз, каде што мислиме дека треба да се усмериме, бидејќи извозот во Европската унија достигна 70% и ние се наоѓаме во ситуација кога мораме тоа да го бараме излезните правци во таа насока. Што се однесува до инвестицијата е континуирана, значи за подобрување. Посебно треба да се обележи тоа што Mac Progress како голема компанија во Источна Македонија направи инвестиција во Западна Македонија. Ево врши модернизација на Донија и на програмите. Слушнав дека ќе имат инвестиции во градежниот дел во текот на наредната година, а не го заборава ни инвестиционото работење овде тука во Виница. Така да ние треба да очекуваме зголемување на бројот на вработените и на инвестиционата активност во наредниот период кај нив. И сето тоа ќе е поврзано и со оваа програма за која што е Акселна Денојве и која што ќе ги поддржи таквите компании, затоа што тие во најбрз рок можат да испорачаат нови вработувања и нови инвестициони активности. И мислам дека конкретни резултати ќе ги видиме многу брзо, ако успееме да го одблокираме собранието и да тој закон се донесе во наредните неколку недели.